Проекцијата на владата за растот над 3% во 2025 е остварлива. Македонија веќе не смее да потврла на економски план и да се задоволува со само 1 до 2%. Според Стопанската комора, парите кои ќе влезат во општините и бизнисот во форма на ефтини кредити ќе поттикнат инвестициски циклус. Оттаму се задоволни од планираните капитални инвестиции од над 800 милиони евра, но велат дека мора да се внимава и на непродуктивните трошоци. Ако фирмите со ова и со намалување на каматите банкарски во редовното работење добиваат таква шанса, ако капиталните инвестиции се дигнат на 800 милиони, како што не биле досега, и ако додатни средства се проектираат во буџетот за програми економски, кои што лани биле 40, ова година се 80 милиони, или да речем, како го викаш, други програми по министерствата кои што се предвидени, тогаш можеме да очекуваме таков раст. Следната година проблем може да биде кризата во автомобилската индустрија во Германија, која е и најголем трговски партнер на Македонија. Таа може да се прелее и тука и да го намали обемот на производство во слободните зони, но инвеститорите уверуваат дека отпуштања нема да има. Се очекува повторно враќање во нормала и повторно зголемување на производството. Нам како на Германска стопанска комора во земјата не ни е познато дека германските инвеститори планираат кратење на работни места. Овој период тие планираат да го искористат за тренинзи и обуки за своите вработени, но исто така и во однос да инвестираат во нови технологии. Со слични проблеми се соочуваат и економиите во регионот. Дополнителна неизвестност има и поради доаѓањето на Доналд Трамп на власт во Вашингтон и неговите најави за дополнителни давачки за европските производи. Жал, никој не може да предвиди што ќе се случува со глобалната економија. Ние можеме да направиме се од наша страна, но за жал никој за сега не може да даде предвидување што се глобално ќе се случи со светската. Во моментот во Европа не се дискутира повеќувањето на цената на електричната енергија и на гасот, но надворешните фактори не можат да се предвидат, посебно додека не стапи на сила новата администрација на САД и завршувањето на изборите во Германија. И покрај предизвиците, бизнисмените се оптимисти. Покрај ефтините кредити кои наскоро ќе им бидат достапни, бараат во новата година да се засили борбата со сивата економија, да се поттикнат извозните компании и да се спроведе гасификацијата.